Лагите, манипулациите и одлагањата околу исплатата на помошта од петиот ковид пакет, потоа идејата за распродажба на македонското земјоделско земјиште, но и најавеното зголемување на цената на нафтените деривати и неизгласувањето на измените на законот за тутун ја прелеаа чашата на трпението кај македонските земјоделци. Се закануваат со масовни протести и блокади на патиштата, доколку за една недела не им биде исплатена ветената помош од петиот ковид пакет и под услови кои што тие ги побаруваат, а не како што сака власта тоа да го стори. Сите предуслови се исполнети, средствата се одобрени од страна на собранието, 5 милиони евра се изгласани за ковид пакетот, така да не гледаме причина зошто се уште ковид пакетот не е исплатен. Иако се тие средства символични и многу мали, апелираме до владата веднаш да ги исплати овие средства, не на начин како што Министерството планираше со 2 денари за втора класа и по 12 денари за трета и четврта класа. Апелираме тие средства да бидат подеднакво за сите тутунари, за сите класи. Ако е ковид, треба да биде ковид за сите. Освен ова, тутунопроизводителите и понатаму бараат премиерот да си достои на дадениот збор за итна исплата и на разликата до 185 денари по килограм тутун за веќе откупениот род од ланската реколта. Значи, овој пат го подсетуваме да најде начин и форма и да каже јавно кога и на каков начин планира овие средства да ги исплати. Ако ова ветување беше дадено само со цел да се задушат протестите, тутунарите нова ќе реагираат. Се ги бараат средствата и бараат веднаш исплата и јавно премиерот да каже кога и на каков начин планира да ја достигне ова просечна цена која што им ја вети на тутунарите. Според Мирчевски, со актуелните политики на власта, македонското земјоделство е фрлено на колена во сите гранки, заради што, како што појасни тој, за престојните протести очекува масовно солидаризирање на сите земјоделци од целата земја.